Зошто и кој ја создаде сликата во земјава дека извршителите се она кое што ќе го наплатат во извршна постапка завршува во нивните каси. Се со цел правилно информирање и давање на јасна слика на граѓаните за работата на извршителите, комората организираат отворени денови со граѓаните. Отворените денови се наменети за сите граѓани, кои бараат начин како да дојдат до правилна правна помош од страна на извршителите и укажување со кои правни средства и законски можат да ги остварат своите права во извршувањето. Првиот човек на комората на извршители во Македонија на денешниот отворен ден во Струмичкиот суд вели дека законот за облигации е тој кој што ги диктира сумите. Тие се само извршители на законските одредби. Камати, високите камати не се дел од нашиот закон, туку тие се дел од законот за облигации. Законот за облигации ја одредува висината на законската казнена камата и ние таа камата мораме да ја напишеме во нашите налози и да го задолжиме должникот со таа. Сметам дека е добро што сега Министерството за правда спроведува реформа и во законот за облигации, каде што ќе трпи промена и намалувањето на каматите и периодот во кој ќе може да се поднесе барање за извршување, така да не би можело да доаѓа до злоупотреба од страна на доверителите. Денес во Струмичкиот суд не се појави ниту еден граѓанин да се сретне со извршителите од регионот, но од комората велат дека им стојат на располагање на сите граѓани, односно за се она кое што ги интересира и значи правилна насока во целата постапка. Ние ќе ги очекуваме граѓаните сега и во другите градови. Денес ми е жал што не се појави ни еден граѓанин и сметам дека граѓаните би требало да дојдат во нашите канцеларии, ако денеска не може, друг ден, за да може да се информираат за проблемите со цел нивно олеснување. Навистина ова ме изненади што денеска нема ни еден граѓанин во судот во Струмица, каде што ги очекувавме за да се запознаеме со нивните проблеми. Утре комората на извршители на Македонија имаат отворен ден со граѓаните на Штип во просториите на Основен суд Штип во периодот од 12 до 14 часот заради давање правна помош и укажување со кои правилни средства можат да ги остварат своите права во извршувањето и да обезбедат правна заштита.